На наше големо задоволство во оваа нова епизода на Умен подкаст наша гостинка е актерката Тања Гочовска. Една од нашите најдобри актерки во последните, Тања нема да сгрешам, повеќе од 50, добро, години. Тања, добре ни дојде. Ти благодарам. Мислам дека за тебе не треба многу најави да се прават. Нема дете што не те знае, нема возрастен што не те знае, дали од ТВ екраните, дали од театарските сцени. Но јас себе чест ми е и сакам сепак да те представам. Тања повеќе од 20 години ги засмејуваше, ги радуваше децата на сцената на театарот за деца и младинци, 24-5, така нешто. Да. Последните 7-8 години си на сцена во дел од ансамблот на Македонскиот народен театар, каде што имаш неколку представи кои што се, би рекла, во стожерот на репертоарот на МНТ. Да. И најновата еве од неодамна представата Варвари на во режија на Владимир Милчин. Како си, Тања? Лошо. Настинато. Јас морам да кажам дека Тања направи надчовечки напори да дојде во нашето студио и да ја снимиме оваа епизода, за што сме премногу благодарни и нема премногу да те задржуваме, ама ќе си направиме убав муабет. Со Тања можеме да зборуваме за многу теми, меѓутоа овој пат ја избравме темата предрасуди, или оние судови што сите ние ги имаме, сакале или не, свесно или несвесно. Тоа се вика невистини. Така, тоа ми беше следното, најчесто невистини во кои што на некој начин веруваме и се бориме со нив. Тања, прво ќе те прашам, еве, кажи ми како помина Варвари и представата, соработката со Милчин и со твоите колеги. Тоа е представа со многу актери. Да, се како да кажам, значи долго. Ја работевте долго? Долго работевме, процесот беше долг, меѓутоа Милчен е мој професор. И јас уживам да работам со него. Сега веќе старееме, нели, па малку и вложивме дупло напор за да може да довршиме представата, меѓутоа и не ми беше некој голем напор, зашто секое доаѓање на проба некако седевме до сцената и пошто сме многу, нели, ке се собереме, некако и убаво се дружевме, како да ти кажам, и мене стварно ми беше многу убаво. Зашто и тоа дружење вон сцената е дел од театарот и од убавините на процесот, да речем, на работење на една представа. Така да, јас уживам да работам со професорот Милчин, зашто знам дека многу можам да излечам од него, знам дека точно ме насочува во креација на лик, така да мислам дека и успеав во тоа. Додуше јас немав многу да речам. Имам влегување во 4 чина, меѓутоа се кратки влегувања, кратки сценички, да кажам, што не ми беа многу мачни, меѓутоа оние кои што имаат главни улоги, кои што имаат многу повеќе од мене, они многу повеќе работеа, меѓутоа имаше и успех, беа навистина одлични. Имаше ли некоја предрасуда во врска со текстот и со целиот проект? Кај тебе, да речеме? Не. Или... Немав, зашто кога работам со Милчин, немам предрасуди. На проверен терен. На проверен терен ми е, така да немам проблем со тоа. Има режисери кај што сум влагала со предрасуди, да кажам, меѓутоа кај некој сум се излажала и сум поминала одлично, кај некој не ме излажале предрасудите, така да тоа се случува во живот. Ние секогаш живееме со предрасуди, сакали или не. Нели секогаш од игла правиме слон, ние знаеме точно што ќе се случи, а немаш искуството, го немаш, не си го прошол тоа за да кажеш, за да го кажеш крајот или диендот, да кажам, хепи ендот или како и да е. Можеш ли да се сетиш на некоја предрасуда без разлика од кој период од животот што си ја имала? Дали во релација со луѓе или за нешто, став за нешто што отпосле си го надминала? Дека сум се поправила. Да, и сум го надминала. Надминато ми е, више си јадам редовно, значи немам проблем со тоа.
Ма како нема, има милион се да не ги редам. Реков дека нема да редам и нема имиња да кажувам. Да. Добро. Да, така да идеме понатаму. Опасно е. Опасничко е. Добро, да се поштедиме, да ги поштедиме. Да. Ајде вака ќе те вратам малку назад во периодот кога твоите деца беа мали. Обично се вели и тоа е така. Децата не се раѓаат со предрасуди, туку ги учат за жал од нас возрастните како растат и живејќи покрај нас. Имало ли работи кои што на твоите деца требало посебно да им ги да речеме да им ги објаснуваш за да биде важна таа борба со посебно сум објаснувала и посебно и не посебно. Меѓутоа моите деца ги растам на малку поинаков начин. Значи јас ништо од моите деца не крием. До ден денес, значи секогаш сум отворена со нив, па макар да тоа да не е ни за деца, некој ќе каже тоа не е за деца, остави. Не, едноставно моето мислење е тоа дека јас треба да бидам искрена со нив, да кажам зашто има во редот на моите пријатели, да кажем, што ги знам, кои што нели живееле одлично, имале одличен брак и одеднаш се случува да се разведат. Да не било баш. А ние сме блиски, децата се со прашалници зошто родителите се развеле. Така да никогаш и во однос на живот, во однос на љубов, во однос на секс, колку пати ми се случило мал Александар да пушти порнофилм, например, тогаш немаше кодови, немаше ова, ќе си пушти, ја го чекам. Нели он на почеток беше со ококорени очи, веќе втор пат, трети пат, нели, ова го гледав. И викам, браво, мама, ај се сврти нешто, гледај си друго. Така да и во однос на сите работи сум страшно искрена, како да кажам. Дури ми замеруваат некогаш им, например, не знам, првиот секс, ја ги чекам дома да ми раскажат како било што. Па ако не дослушам, ги враќав. Чека, он на него. И стално викаше Предраг, добро, не ги малтретирај децата, остави ги. Значи, сакам да кажам преку на еден хумористичен начин си го тераме целото тоа, за да може да нели да го примат нормално да го примат. Дека и ние имаме несогласици со Предраг, и сме се карале и не сме се карали, сме се сакали и не сме се сакале. Значи тоа биле периоди кои што го имаат сите, нека не ми кажат дека го нема. Само што јас не сакам да викам зашто сум многу гласна кога викам. Нели, муж ми е не се расправа. Он не се расправа, да, мила ќе каже, и толку, и не можам на себе и излегувам тогаш, да не можам да речам, сам одличен и како сопруг и како се, така да и двајцата некако успеавме. Јас, например, Александар не е негово дете, например. Јас до ден денес не сум осетила дека не е негово. Или мајката на Предраг, која ја обожавам, мислам, гинам за неја, сега да ми речат нешто да направам, и кога ќе речат за свекрвата, гинеш, викам да, значи, за првата може би не, ама за вторава, да, гинам. Заслужила? Апсолутно, да. Така да, сакам да кажам, некако се компензираме и двајцата у однос на образование, у однос на воспитување. Така да јас сум таа по неморалната однос на разговорот. Така да не сум имала, и мојот речник е многу лош. Со вулгарности, со се, меѓутоа успеа да бидат дискретни, нели, да ги научам на тоа дека треба да се почитува, да ги научам на тоа дека нели секогаш и они имаат нели моменти кога се стига што ќе се случи, како ќе се случи, предрасуди и ова, значи јас сум седнувала со нив и сум разговарала. Што и да се случи, поддршката сум јас, Предраг. Значи нема што, идеме понатаму. Ако е тоа добро, окей, ако не, значи некојаш и на своите грешки се учиме. Колку во животот, нели, кога сме биле млади, веруваш на сите, ги сакаш сите, одеднаш се случува да пола од тие луѓе ти забијат нож во грб, како што нас не се случи, например, во бившиот театар. Нели, со две раце да подпишеме за деца кои што се невработени и сега после тоа да се случат многу работи, што не беше во ред. И јас сега од тема на тема идам, зашто и колку пати кога ме повика уманата, јас не знаев што да правам година дена, тоа е мој матечен, јас сум растала таму.
Јас како отидов во МНТ, дај Боже да остане така до пензија, јас не можам да се пожалам. Значи со сите работи и проблеми што се случуваат, не може да биде се идеално. Така да јас себе уживам, навистина уживам во МНТ, имам навистина прекрасни, не дека немам од театарот за деца, пријатели кои што до ден денеска се слушаме и се дружиме, меѓутоа тие се ретки да кажам. А во МНТ имам пријатели со кои што, значи, тука немам предрасуди за некои работи. Така да, тоа е тоа. Иначе, во однос на децата, само велам, мора разговор со нив, мора да биде отворено, мора да биде се на маса, нема штркот, не ги носи децата. Тие деца ќе пораснат, ќе го бараат штркот, нема да го најдат. Значи, мора да им се објасни на тие деца како доаѓа и се, за било кој проблем. Така да не сум имала проблем и до ден денес имаат, да кажам, почет према мене, не ми повишиле тон, можеме да разговараме, значи јас се можам да направам, ама не да Боже да изгубам доверба и да се налутам, тоа е ужас. Така да и во приватниот живот и во театар сум иста, затоа се плашам да се налутам. Да, прак на толеранција. А бога ми и другите околу тебе. Колку, например, овој твој пристап во животот и во воспитувањето на твоите деца од денешен аспект кога ќе погледнеш дал убав резултат? Дали денес Тања може да си каже да, јас имам две прекрасни деца кои што апсолутно да. Од мене апсолутно да се вака се да се разбереме. Дете ако не ти направи глупост и не ти изненади, не е дете. Значи, се не зборам дека се моите деца идеални. Значи, можам да кажам дека се навистина прекрасни деца, значи воспитани деца. Деца кои што си ја сакаат професијата. Деца кои што ги научивме на многу работи, значи ги канализиравме по тој пат што сакаат да го одат. А тоа не значи дека не знаат да не изненадат со некоја глупост, па дали ние ќе дознаеме први или втори или нели стално сум рекла, значи јас сакам прва да дознам за се. Тања, не. Значи мора малце интензитетот да помине дека дојде до твои уши. Така да не можам да речам, стварно се прекрасни. Навистина се прекрасни со сите, зборам глупости што знаат да ги направат и да изненадат. Прекрасни се, да сме ги научили да почитуваат постари колеги и да сакаат да бидат за ова како се вика, сега ќе почне да станува мозокот, ми се качува температура. Ако например за ансамбл, например, тимска игра, значи они тоа сум им рекла, мора да се почитуваат во тимот за да има успешна работа. Така да тоа е нешто што еве вака можам да го кажам и си ги обожавам. Нела ги продолжи по вашиот пат, да речеме, во глумата. Имавте ли со Предраг можеби Предраг имаше предрасуда. Предрасуда, така. Дали треба да се подржи по тој пат? Јас секогаш ја поддржував и кога завршив на гимназија и кога рече дека ќе оди да студира на филолошки, шпански, англиски, јас бев зачудена зашто знам колку ја сака професијата, ама си поќутев, нели, тоа е нејзин живот, он не се решава за него. Меѓутоа последната година, да речеме на до абсолвент дојде, последната година и пол јас не можев да си го препознам детето. Без разлика и на зборување, кој ќе седнеме да разговараме, немаше никаков проблем, меѓутоа осеќа мајка, осеќа дека нешто не е вред. И еден ден тропнав на маса, малку посилно, и она ми рече, јас не можам без глума, за да не го повредам татко ми, да. Јас се запишав на филолошки. И јас сам му и реков дека не требала да се мачи толку, дека требала со време да каже за да, нели, тоа што го сака да си го студира. И така се запиша на академија. Ја заврши пред 4 години, мислам 4,5 така некако. Така да со веќе 2 играше, да кажам, игра. Сега не можем да речем моето дете гениално, не знам што треба да учи. До прва е точно. Ама мора да учи леп да јаде уште, никош нема да речем браво, тоа е тоа. Не. Значи цел живот се учи. Си имала ли некојаш предрасуди во однос на некој од соработниците? Дали актери, дали или колеги? Тоа се случува на крајот на денот или на после премиера да си кажеш требаше да го поверувам нештото. Да, сум имала и тоа не многу, меѓутоа доста.
со предрасуди влегувам што ќе биде како што треба. Мислам дека не е тоа доволно за и се испоставува токму обратното, затоа што работиме рецимо со добар режисер кој што знае од мојот колега да извади тоа што треба и тој колега се претвара во монструм позитивна смисла и правиме улоги за кои до ден денес се зборува. Ти се случувало ли, например, ако режисерот е помлад, понеискусен, прва, втора представа, тоа да ти влијае во... Многу сум работела и со режисери кои што ми значи да ми кажат. Сама сум си креирала улоги, тоа ми било најтешко. Ужас ми било. Они влегуваат, јас тоа што да... И ти седиш било и не знаеш од кај да те фатиш. Дал да фатам врата да си одам, дал да фатам, ама инаку нема да си одам. И сум се мачала, многу. Се случило некојаш така да се откажеш од улога на сам почеток? Не. Не? Еднаш само кога морав да одам на операција. Меѓутоа, кога се заврши операцијата, јас со инфузијата на тркалца отидов на проба. Па режисерот ме замоли, молим те, иди одмори се, оздрави, па ќе дојдеш. Па значи ова ти што не дојде вака со температура не е... Па не, јас не е најекстремно. Кога деца сум оставала во болница за да идам на проба и ќе плачам на ќе проба кога идам. Ќе заврши пробата насмејана дека ќе дојдам до детето и ќе преспијам со него болница. Значи тоа се работи кој што или ги можеш или ги сакаш или го сакаш театрот или не го сакаш. А сега дека не можел да стане од Сабајле и дека левата трепка му била на десно уво. Не можем. Јас сум и човек што не каснам никогаш. Јас пред проба одам сат време, пред читачка проба, а пред представа одам 3 сата порано, 3 часа порано. Тоа ми е некоја навика за да можам да влезам во ликот, да повторам текст ако треба да се нашминкам и да не можам да дојдам и да влезам. Апсолутно не. И кога ми е некоја потешка представа, јас ја гледам, седам цело време посреди сцена, да речам за да можам да бидам внатре и да излегувам на моите сцени кога треба. Кога се договоривме за доаѓање и јас сум спремна 5 минути претходно и чекам, тука сум. Јас задат сме в 5 минути. Не, тоа не е страшно, сакам да има луѓе што доцнати по 2 сата. Например, сестра ми многу исто доцни, што ја не... И се лутиш? Ја не изборам. Ја не сакам не да изборам, значи не, едноставно каснењето ме излудува. Меѓутоа, како работа помената, ги знаеш колегите, дел од колегите наши, кои што си каснат редовно и кои што едноставно се научив дека реков добро нема да се нервирам. И така да сега ако треба у 5 да дојдем и у 6 ќе дојдем, зашто знам дека тој сат што ни ќе го каснат, јас го имам на располагање. Така да се учи, некако дали дигнав раце од се. Ама па некогаш јас кога некогаш кога јас имам работа или кога нешто треба да ми се случи, јас немам проблем, мене никој не ми коментира зошто сум сакала тоа, па едноставно немам проблем со тоа, зашто знаат дека не каснам, дека доаѓам на време, дека треба да умирам од болка или од температура за да не дојдам на проба. И тоа е 1 ден, максимум 2 дена. Ама тоа е мојот начин, и моите ме учеле така, и моите ме воспитувале така, и нема бегање од тоа. Ма верувам дека на многу луѓе околу тебе, посебно и во самата професија, им влеваш и доверба. Затоа што кога, барем јас и според себе можам да си кажам дека кога сме во близина на такви луѓе кои што се доследни, со изразен карактер би рекла и очекувања, дека тоа ни прави баш да сме... Памти си го зборот, тоа сакав да го кажам, заборев, например во театар со колегата Микичко со кој почнав да работам и до ден денес работиме и за една представа исто двајцата влеговме онака со предрасуди, страшно нешто. Дури плачевме, сакавме, што ќе се прави, како ќе се прави. Сега таа истата представа помогна, мислам највеќе он помогна и ние помогнавме да се тоа се направи како треба. Однос на текст. И сега и 100-та представа ќе доживеем. Тоа е примерот, нели, за... Да. Баш кога зборуваме на таа тема.
Супер. Има една многу изразена предрасуда во светот на театарот, затоа што ќе се вратиме, работеше театар за деца 25 години. Многумина го подценуваат театарот за деца воопшто, како театар, не зборувам за институцијата, туку и се смета дека тоа е така, една полесна форма, публиката се деца, не мора многу да се трудиме, иако во случајот конкретно и на театарот за деца и младинци, по мене можеби и по статистика тоа е најнаградуваниот театар во земјава воопшто. Види се, 25 години сум работела таму, сега работам веќе 10 години во МНТ. Значи, точно можам да поделам што значи и работа со деца. Значи, тежината е иста, само на различен начин. Зависно и со кој режисер, например, со професорот Боњо кој сме работеле, значи, тоа биле убитачни проби и многу тешки, и за играње тешко. Значи, тоа е нешто што можам да го различни работи си. Например, да го ставам на вага со представа, например, во МНТ. Тоа зборам, тоа е све на различен начин. Не е представа праење као учителки во градинка, гу со кукличките, значи ова е сосема нешто друго. Зборам од тој аспект. Сега, велам кога сме ги работеле представите со Боњо, тоа се исклучително тешки представи, што пар колеги дошле на проба и кога сме река ајде застани да го јас ќе го направам, се застанува, не знае каде, значи не знае што да направи. Значи тоа се учи со години, со ова се стекнува искуство со години, тренинг со години и така. Така да тоа се две сосема различни работи. Ти смета ли кога луѓе така реагираат? Јас имам чувство, соработувам и со доста фестивали. Дури детските представи не се земаат многу често низ предвид за да бидат избрани за селекција. Имам чувство дека и меѓу самите театарџи постои тоа. Па постои, не дека не постои, постои сега. Ма тоа колку може да се смени, како да се смени, ќе се смени само кога ќе застанат дел од актерите во театар за деца и младинци и ќе одиграат представа како што треба. А не да пројдат само низ сцени и да отидат по своји други работи. Мислам, не сакам реков опасна сум, не сакам да опасно е да зборувам. А има актери кои што се апсолутно ревностни, апсолутно прават и улоги различни во секоја представи, то се, да речем, можда и не е многу добра представата, меѓутоа улогите не се пар екселанс. Себе, например, една Роња, која што освои, например, ние кои што сме освојувале со македонска приказна, со спомени во ноќта не толку не сме патувале. Волшебникот од Ос, например, со Боњо, девојчето со кипричињата, која беше спектакуларно направено. Сме носеле милионали со македонска приказна, тоа беше, значи немаше фестивал кај што немавме по 15 минути аплауси, на раце не крева и така. Сега во понов период е и Роња. Така да тоа се актери кои што одлично си ги играат улогите и да ти мерак да ги гледаш едноставно. Така да таа токсичност во тој театар треба малку да се реши, нели? Да се средат некои работи, да се добие сцена, првенствено. Не може на таа сцена која што е била предходно ресторан и се импровизирала сцена. Децата се едуцираат од најмали. Значи, ако не го едуцираш ти детето од најмало, тоа дете или нема да дојде во театар, или нема да знае да гледа. Така да, тоа е првенствено што треба да се направи, сцена за децата. И да се направат работилници за родителите. Да се едуцираат родителите. Значи, првенствено тоа. Значи 25 години работам и точно знам што е донесено од дома. И ти кога ќе седнеш да работиш со тоа дете, кога ќе разговараш со тоа дете, ќе видиш дека на следната представа или на третата представа веќе е друго дете. Веќе е друго дете, тоа дете другачие гледа. Па ќе дојде позади, ќе ме викне, па ќе ме гушне, а претходно правило, не знам, авиончиња со карта, па фрлали, не знам што. Значи, мора да се разговара со деца, мора да се разговара и отворено. Најотворено. Зашто велам? Штркот не ги носи децата. Ова ми е као
парола, нели? Значи треба да се не само за сексуални моменти. Значи за се треба да се седне и да се разговара. Еве се случи сега со малото, со внук ми отидов во продавница и знаем да се шејта, ама ќе си дојде. И се последниот пат кога бев, му го слушам гласот, а не знам каде. И кај Тања ме вика, не ме вика баба. Кај Тања? И се вртам нека него и го гледам тука. И си изгубив и ја му објаснувам. Значи, ако друг пат ти се случи со некој, со баба, дидо, со родител, значи да се изгубиш, ќе отидеш на каса. Нема да излегуваш, ќе отидеш на каса, мора да има тетка на касата и ќе кажеш како се викаш и ќе не најдат во ова. И после доаѓаме дома, он не сакал другиот ден да дојде кај нас да на него носиме пак во Ситимол. Ова ко пример го кажам. И он кога дојде и нешто не да и ја му викам не сега ќе одиме у Ситимол, ама ти сам ќе влезеш у веки и пижами ќе ми купиш. Лупам. Не. Јас таму не ти влагам. Викам не. Сакам да кажам и на смешка, на шала некако го научив, нели, дека не треба да се плаши од тоа. И што треба да направи кога не де Боже, ако си секој дете се како растат, нека прават проблеми. Така се расте, така се учи. Да, се малце избегавме од темата, ама некако јас кога се почнам ми се надоврзува едно на друго. Убав е муабетот. Кажи ми, дали си имала ти лично некоја предрасуда во однос на конкретно за некоја улога? Да речеме да добиеш предизвик и да си кажеш јас не знам дали ова можам да го направам или јас да се влагам со предрасуди на секоја улога. Да? На секоја улога со предрасуди. Дали си вистинскиот избор, например? Јас на секоја улога влагам така. Еве колку години го работам ја со предрасуди. Сега дали ќе успеам ја да го направам? Дали е ова точно тука за мене, дали е додека не почнат пробите и после ќе видиш, ако не е толку за тебе, ќе се трудиш нешто што е од твојот карактер да извадиш, па некако да го изфилуваш, да го направиш нешто, па одма легнува, само треба да се... Али тоа зборам, треба да има режисер кој што знае што сака во представата и да те води добро. Си многу самокритична? Сум. И за мене и за дете. Сум. А не знам зашто сум до толку, ама сум. Мене не ми смета, например, да кажам, или да прашам помлад колега, например. Многу помлад од мене, или ако дојде да ми каже, јас го примам тоа. Значи, чекај бе, стварно, не сум го свистила тоа. Сега беше баш на Варвар, еден млад колега ми приде, а зашто не го направиш овака, мислам да... Значи, ме освести. Пази, тој е 2-30 години помлад колега. Така да немам проблем однос на тоа. Немам проблем однос на помлади колеги, мислам као да сме едно исто рамниште, да се дружам со нив, не постапувам како некои колеги, не сме се постари, знаеме се, не знаеме. Так. Значи не знаеме и едноставно нивото ни е заедничко, работиме, не сакам да мрчам, не сакам да го расипувам друштвото и забавата. Не дека се работи представа. Едноставно не сакам тоа да го уништувам. Так. Сите сме на едно исто равниште, исто почнуваме, во истите влагаме, значи мора да соработуваме. Ама и тоа е убавото кога се работи различни генерации. Учиме од младите, тие учат од нас. Апсолутно, меѓутоа сум имала представи кога сум била помлада, не ми сидело на проба зашто сум имала постари колеги кои што ова не чини тука, ајде сега ова да... Значи тоа ме ужаснувало, како да кажам, и цело време угар сум била, можеби и немало да направам, и можеби подобро ќе сум не направила улогата да не биле дел од тие колеги. Така да едноставно тоа не го сакам со младите колеги, сакам да соработуваме и да работиме заедно, они од мене да примаат ако нешто сакаат, и јас од нив примам, така да ни е забавно и немам проблем да речем од таа страна. Супер. Тања, има ли улога која што многу си ја посакуваш? Да ти кажам, кога бев пошто јас прво работев во Драмски. Знам неколку години пред. Не, бев на паушал, па само што ме вработија после некое време си отидов, а не знам зошто. Во театар за деца, веројатно нов театар, ми рекоа дека ќе има и сцена за возрастни, некако тоа ме примаме веројатно. Меѓутоа како не затвори 25 години, значи што викам за некои работи, окей, за некои работи, значи скришно сум ги работела, преку ноќ сум снимала само за да можам да сработам нешто друго. И сега зашо зборав? Потсети ме таа бабата. За некоја улога беше така? Да. Сега, така да кога отидов
Што збору со предрасуди. Ме познаваш? Леле, мајка ми од деменција умре, може и ја така. И се знаем од не. За шо зборев? Така да кога отидов во МНТ, некако почнав од улога во улога, од улога во улога, така да ја не знам. И големи улоги одеднаш дојдоа, мислам. Да, едно по друго, што ја уживав, уживав и мене ми беше прекрасно и се. Меѓутоа некако порано си замислував што сакам да играм, а сега више не си замислувам зашто од едно од друго, така да доста одиграв, мислам не можам да се пожалам, и влегов ке добри режисери, со нив работев, така да може би уште ќе работам со добрите режисери уште по една представа пред да идам во пензија. Така да тоа не можам да се пожалам. Навистина не можам да се пожалам. Сега некој ќе ми рече, ама ти не снимаш ова, јас тој занаед многу не го знам. Јас кога треба да снимам, јас сум во паника вечерта. Дали ја тоа ќе го направам, нема. Апропо темата. Не дека нема да го направам, меѓутоа не се чувствам сигурна. Таму посигурна сум на другава страна. Така да тоа снимање мене не ми фали многу. Так. Од другава страна сум си одиграла све што сакам. Мислам што сум посакувала и режисери ова, така да не можам да се пожалам. Греф ке биде да кажам било што. Сега тоа и го посакувам на Нела, да игра, зашто е она човек што стварно сака многу да игра, она едноставно не е научена да седи. Од еднаш работи не знам колку проекти се, меѓутоа тоа биле проекти од факултет, да кажеме една во драмски, тие окей се, меѓутоа да почне веќе на театарска сцена за возрастни да застане, за возрастни во МНТ зборам, да застане од улога во улога, треба уште многу да се учи, да стекнува искуство, ама тоа прва е. Пред неа. Тоа прва е пред неа, да. Имаме ли многу предрасуди како народ во однос на актерите, начинот на живот? Има. Нели, знаеме да слушнеме, тие се такви, тие се вакви, пороци и така натаму. Дали ти сметало тоа низ годините зборам, кога си била и помлада и никогаш не ми сметало, да, такви сме. А вие сте полоши од нас. Да. Не бар отворено го кажувам. Да. Кој нема порак? Кој не знае? Само што ние јавно тоа го кажуваме. И јавно го правиме. Да, а тие што го зборат го прават скришно, а бетер пороци од нас имаат. Мислам, такви тоа не ни го сметам за... Не ни го сметам. Имаш еден кај нас што живееше. Ама ти, зашто јас, он уствари дојде со тој што ги саатот што го чита за вода, и ја заборавив дека сум по мајце и гаки, јас излегов. Го дочекав, тогаш поминуваш. Не глеже. Не глеже. Ама ја уопште заборавам, ни у гардероба ми влагат, јас се облакам, значи уопште не размислувам на тоа. И си мајсторов и ме гледа и се укочи. Поминува комшијава, ме гледа и тој со едва е оди нагоре, се врти, па да викам да догледаш, сврти се бар, погледни ме убаво. И у тој момент па се качува по скали муж ми. И вака правам со двајца ја глумица сум, не е шал. И малку беше по-специфичен тој комшија и никаше да разговара со мене, зашто така сум се појавила. Ама се испостави, па после таа жена му негова се зема со тој од четврти. Така да, и беше многу смешно и јас тоа го употребив у представа, го играв. Да? Да, они беа стално, значи нивните деца, они, значи на мравка, ма не. Така да ја се уедн... Па сега пред 3 представи ја имав одиграно, не се. Па нагоре збореше цело време. Во која представа? Или рековме, не спомнуваме имења. Наслов на представа. Кец на 10. Кец на 10-ка? Да. Таа представа уште се игра, нели? Да. Сега стотка ќе правиме. За тоа зборев, да. Се сетив, ама реков ајде нека. За тоа плачевме, да. Ке биде, нема да биде. Али тоа е чисто пучка комедија, например, са некој може не му свигаме на народ кој што доаѓа од фабрика, сигурно дека ќе дојде на таа представа. Треба да има точно за секој по нешто. Да.
Така да тоа е тоа. Тања, уште ова ќе те прашам и веќе не те задржуваме. Дали си имала предрасуди во однос на храна? Зборувам, мислам на да пробуваш различна храна. Да речеме, индиска тоа не е за мене или тоа. А шо мислиш зошто сум волкава? Зашто немам предрасуди. Значи све сакам да пробам. Па нека е најгадно на свет. Значи се сакам да пробам. Може да се сетиш на некоја ситуација така нешто да те било предизвик. У Тајван кога бевме супата која ми ја донесува, викам нема проблем. А тоа е со живи суштества внатре. Која е зафучарив, како е зафучарив ке директорот на него ја историв. Така да тоа ми се случи да речеме. Ама и тоа го проба? Го пробав. Кој, ја не можам да пробав. Не, јас сакам да пробувам, се види. Например, мене ми се случиле многу работи. Јас сега тоа го правам дека тој од храна. Апсолутно, не викам не. Меѓутоа сум имала и спонтани, ванматерично, и значи и хормони се работат, Нела родив рано, значи операција има во 4,5 сати, значи тука се многу работи испреплеткани што сум јас пуна. Меѓутоа ке мене тоа е што јас многу брзо слабеам, а уште не сум решила. Тоа е проблемот. Што уште не сум решила зашто сакам уште од се да си каснам. Да, тоа е проблемот. Иначе не е само до храната, значи и друго се случува. Меѓутоа ако јас можам да ослабам брзо, значи дека треба да се потрудам малку. Што вика Тони, зашто знаеш каква ќе бидеш, Тони Михајловски, знаеш колку ќе бидеш, друга ќе бидеш, и викам што ќе играм уманата. Јас све ми се улогите за дебели. Што ќе игра? И ме гледа, ти луда си. Како не има, вика, ќе играш, како не има да игра, ма ќе играш послава. И он стално ми зборува и сега вика, мене се, нели од понеделник, сега понеделник ми е ден за слабење. Ама не можам од обрски, од умор, некако, уште не можам да се решам. Може и у пензија ќе се решам да ослабам. А сакам и да ми доаѓаат луѓе и да готвам и да си јадеме, дури сакам и на спиење да ми останат дома, па се бајле првото кафе со косите нанапред кони се. Ја викам не нанапред. Наназад си викам на огледало, значи наназад иди, не нанапред. Пошто вака спијам и овде ми е косата. Да. И се бајле првото кафе, така сме правеле. И тоа одамна сме го изгубиле више со години. Да. Сега дружбата без предрасуди, со другарите на предрак, кои што се од деца, од градинка се заедно. Така да со нив се дружиме многу, одиме заедно на одмор, се коцкаме, играме карти, 4 жени играме бурако, канаста, не знам дали си играла. Што е тоа? Канаста. Вид на канаста, бурако се вика, тоа го играме. Така да ми е забавно. Само молам да сме здрави сите деца и сите деца да сме здрави. Сите деца да сме, да. А другото немам проблем. У принцип стварно немам проблем. Тања, ти благодарам најмногу на ова твое гостување и на времето и вниманието што ни го посвети. Мене ми беше многу убаво да разговарам со тебе. Добре, се надевам дека ти убаво си помина. Прашачето ја почнав да се потам и се симне температура. Се може да одиграме. Значи, можеме и да потраеме уште 1 сат. Се, шо сакаш, кажи одма. Салто, да. Ти благодарам уште еднаш, ти посакувам уште многу големи, мали, секакви улоги во кои ќе уживаш. Нема големи и мали. Улога е улога. Така. И да имаш нови предизвици постојано и се разбира, без предрасуди. Ти благодарам.